Работите во изведбата на двата нови експлоатациони бушени бунери во локалитетот Штипско езеро се со цел обезбедување дополнително количество на вода во Штип. Ова е значајна инвестиција во духот на одговорното работење за тоа, што оди во прилог и од корист на граѓаните и покажува дека се нудат долгорочни решенија за граѓаните. Се работи за инвестиција на јавното претпријатие ИСАР во висина од 415.000 денари, со што ќе го зголемиме капацитетот на водата за пиење за околу 30 литри во секунда, што значи значително ќе се подобрат можностите на општина Штип и на јавното претпријатие за снабдување со вода на нашите граѓани. Ова е од исклучително значење, оваа инвестиција, бидејќи ние како граѓани, како раководни структури мораме да се грижиме за здравото и сигурно водоснабдување во наредниот период, имајќи во предвид сите климатски промени кои што се случуваат во градот. Овие бушотини, овие бунари кои што се случуваат се прв пат после 2012 година во општина Штип. Сметам дека со изградба на овие два бунари, добивање на нова литри во секунда вода, од 30 литри во секунда, ќе немаме проблеми со водоснабдувањето на општина Штип. Изградбата на овие два бунари сметам дека ќе се завршат од 20 до 30 дена. Дополнително во овој дел од градот во изминатиот период беа изградени два инфраструктурни објекти, а тоа се пешачката патека и обиколницата. Иако станува збор за инфраструктурни објекти кои имаат директно влијание врз водоснабдителниот систем, за нив биле и издадени градежни одобренија, но без да биде изготвен елаборат за определување на границите на заштитни зони околу водозафатните објекти, експлоатациони бунари во општина Штип. Дополнително се работи на елаборат за животна средина, кој што го изработува јавното претпријатие ИСАР во вредност од 354.000 денари и кој што е во финална фаза на изработка, кој што ќе покаже дали и кој од двата инфраструктурни проекти. А за подсетување, едниот инфраструктурен проект е обиколницата, вториот инфраструктурен проект е оваа патека која што поминува овде, што ќе значат тие за влијанието на животната средина за овие бунари. Кога зборуваме за обиколницата, тоа е крупен капитален проект кој што го реализираме и ќе продолжиме да го градиме. Наскоро ќе биде поставен и мостот и таму веројатно од елаборатот ќе произлезе дека треба да бидат затворени 3 од бунарите. Затоа овие два бунари сега се бушат за да можеме да ги компензираме оние недостатоци на вода кои што ќе се јават. Оваа грешка се исправа и ваков елаборат веќе е изготвен, а за негово изготвување јавното претпријатие ИСАР оддели средства во висина од 354.000 денари. Врз основа на првиот систем од овој елаборат, а во врска со обиколницата, се предлагаат 3 од постојните бунари да бидат ставени надвор од употреба. Врз основа на вториот сегмент од елаборатот, а во врска со пешачката патека, предложени се две опции. Патеката која минува во непосредна близина на бунарите и во рамките на првата заштитена зона на бунарските подрачја Фортуна и Штипско езеро во иднина да се стави надвор од употреба. Бунарите кои се лоцирани во близина на патеката, односно помалку од 10 метри од неа, да се дислоцираат. Првата потесна заштитна зона, каде не смее да има никаков пристап и патеката да остане во функција. Затоа, како ќе се постапува по однос на укажаните препораки од елаборатот, ќе одлучува Советот на општина Штип. Во секој случај, општина Штип и јавното претпријатие ИСАР се подготвени и инвестираат во дополнителни извори за водоснабдување во градот, затоа што нема да се дозволи штипјани да останат без вода.